врз основа на член 84, став 1, алинеја 1, а во согласност со член 90, став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и предлогот на коалицијата Можеме за мандатор за состав на влада на Република Северна Македонија го определувам Зоран Заев, председател на СДСМ и пратеник во Собранието на Република Северна Македонија. Денеска имам средба со председателот на ДУИ, господинот Али Ахмети. Ние продолжуваме разговорите. Имаме навистина успех во многу аспекти, но имаме се уште прашања кои што не ни се затворени, а се поприлично сериозни прашања. Јас верувам дека денеска, утре, задутре, следните денови ќе направиме исчекор, ако се водиме од перцепцијата што тоа граѓаните ни кажале на нас политичарите и не упатиле да разговараме. Еве гледате, Социјалдемократскиот сојуз, кој што е една од доминантните теми како заложби во изборите беше ДУИ во опозиција, сега преговара со ДУИ. Така да и ДУИ треба да знае дека мора да биде флексибилна, заради тоа што граѓаните определија најмногу мандати да дадат на коалицијата Можеме, предводена од СДСМ и Зоран Заев. Никој не е должен да биде уценуван, присилуван или слично. Мене ми е драго што и така течат разговорите. Не е низ уцена и присила, туку со взаемно разбирање и аргументација за ставовите и политиките на сите што разговараат. Заради тоа што горчината која доживеат граѓаните дека некој е под уцена, дали е тоа Ахмети, Заев, Мицковски, Зиједин Села, Африм Гаши, Билел Касами или било кој, горчината остана. И тоа остава трага. Тоа не смееме да го дозволиме. Тука е проблемот. Уцени не смее да има на никој.